Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ја даде својата претседателска заклетва по трет пат, додека аналитичарите предвидуваат дека надворешната политика ќе биде приоритет во обидот на Ердоган да ја направи Турција сила на 21 век. We're also likely to see a continuation of this non-aligned. Најверојатно ќе видиме продолжување на оваа неврзана и стратешка автономна идеја за местото на Турција во светот. Претседателот Ердоган ја гледа Турција како сила во подем. Тој ја изгради својата кампања на 21 век и како што вели тој, и тоа ќе биде во време кога Турција не е лојален член на трансатлантската заедница. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој присуствуваше на церемонијата на положување заклетва на Ердоган, лобираше во Турција да го укине ветото за кандидатурата за членство на Шведска во НАТО на следниот самит. Столтенберг вели дека Стокхолм работи на повиците на Анкара за сузбивање на терористичките групи кои се насочени кон турската влада. Important new terrorism legislation has come into force. Важната нова легислатива за тероризам стапи на сила пред само неколку дена, така што Шведска ги исполни своите обврски. Противењето на Анкара на кандидатурата за членство на Шведска доаѓа откако Ердоган вети дека ќе ги продлабочи врските со Москва. Рускиот претседател Владимир Путин беше меѓу првите кои му го честитаа последниот изборен успех на Ердоган. Тие се добри пријатели и вистината е дека турско-руските односи во следните 5 години ќе продолжат да бидат посилни, би рекол дека Путин е дефинитивно многу среќен што го има својот пријател повторно за претседател уште 5 години. Путин му даде значајна финансиска поддршка на Ердоган за време на неговите претседателски избори, одложувајќи ги исплатите за енергија од $1.000.000 за поддршка на загрозената турска економија. Но аналитичарите сугерираат дека Ердоган би можел да бара да го зацврсти својот изборен успех со дипломатско ресетирање на врските со Вашингтон. Веројатно, Ердоган и неговите соработници ќе бараат заживување на односите меѓу двете земји врз основа на подобар прием на Ердоган во Вашингтон. Веројатно, официјална посета е тоа што тие го очекуваат. Подобрените турско-американски односи може да помогнат да се намалат финансиските притисоци со кои се соочува економијата на Турција, но некои аналитичари предупредуваат дека лошата хемија меѓу двајцата лидери во земјата останува пречка. Турција е предизвик за Вашингтон и ќе продолжи да биде предизвик. Врската е помалку од идеална. Всушност таа е прилично нефункционална. Претседателите Ердоган и Бајден речиси не разговараат или речиси никогаш не се среќаваат. Ресетирањето на односите со Турција би можело да зависи од ставот на Анкара за проширувањето на НАТО и растечките повици на Западот за воведување санкции кон Русија, нешто кој Ердоган го одбива.